Откако Собранието на Република Македонија ги усвои измените во Закон за игри на среќа, следуваше експресна реакција на Асоциацијата за приредувачи на игри на среќа АПИС, која излезе со аргументите дека на улица ќе останат над 10.000 вработени, дека се работи на бизнис интереси на одредена пратеничка група и дека со овој закон не се заштитува малолетната популација од порок од коцка. При тоа и дека оддалечувањето на локациите над 500 метри од училиштата практично ќе значи ставање клуч на оваа индустрија, што како ограничување било спротивно со уставот. Со измените на законот велат засегнатите се остава простор игрите на среќа да се одвиваат нелегално и целиот приход да отиде во нечии џебови, а државата да нема никаков приход од тоа. Дополнително над 90% од актуелните објекти ќе мора да се затворат поради дистанца која е донесена со предлог измените, а со законот покрај оддалеченоста од 500 метри од училиштата се предвидува и онлайн облажување да може да се спроведува само во партнерство со државата, како и новини кои се однесуваат на трошоците кон државата на компаниите од овој бизнис. Од друга страна, здруженијата како Антикоцкање од Тетово се против игрите на среќа, бидејќи ваквата мерка е сосема оправдана, бидејќи во спротивно коцкарниците ќе направат големи проблеми кај младите луѓе со тоа што на малолетната популација пред нос им ги вртат коцкарските реклами кои може да ги заведат и направат зависни. Според информациите, државата веќе додели 4 лиценци на странски компании кои ќе може да воведат интернет облажување, а со тоа да бидат и партнер на државата. Домашните облажувалници се против ова, бидејќи на нив не има возможно да имаат услуга онлайн облажување само поради тоа што не сакаат јавно-приватно партнерство со државата. Временскиот рок за прилагодување со новите правила е 1 година.